Особено гледачи, се наоѓаме во дискотеката Ла Луна, поточно рок клуб Ла Луна, бидејќи ова вечер покажа дека е наистина рок клуб, содржа рок свирка ова вечер 18 јуни 95-та. До мене се членовите на Last Expedition, Енко и Марко. Здраво. Здраво, Маријан. Свирката е завршена, нели? Сега можеме се намира добар разговор, нели? Е така. Last Expedition по кој пат во Кавадарци? четврти или пети, не знам. Не ги бројам. Веќе неколку години редовни гости овде во Кавадарци, да. Евака, дали се средени мислите после свирката, импресии или се уште е рано, да го оставиме за некоја друга прилика? Па, си ги средам ја уште одма таму горе на бината. На бина ми беше убаво, сега малце озвучението, сидеме ние на некои други стандарди, во секој случај. Не сме многу задоволни од озвучението, во секој случај тие што сака да не слушнат си дојдоа и слушнат тоа што требаше. Не беше онака во последно време многу одиме по да кажеме некој перфекционизам. Ова не беше тоа. Во секој случај добар обид да се слушне на нашата музика, се направи некој компромис. Не вид. Инаку ова е Диме Тапанарот на Last Expedition, малку се уфрли, но бидејќи не сака да биде во интервјуто, може, да, може. Е сега малку не го запоставуваме, но да обрнеме внимание, Last Expedition има нов басист, нели? Да го представиме, Марко. Значи, јас сум Марко од Куманово, значи свирам бас во Last Expedition, а ова што гледате телевизија Кавадарци. Можеш ова као шпица да го Може, не, може уште еднаш, нели? Као на јапонка. Прв пат сум у Кавадарци. Прв пат? Да, и многу сум задоволен. Добри девојки пред се, нели? Да, видов доста добри. Може би е рано за добрите девојки. Па може би и касно е. Не е важно се. Пред да го земе од Кавадарци нема искочена човек. Мислам тотално човек што нема искачана нигде. Вон Скопје никаде. Не, вон Куманова нема искачана никаде. Сега му е прво искачање, па прво во каде. Добро, имаше една свирка во Делчево, исто Делчево го виде. Сега и Кавадарци, мислам дека е многу задоволен, ви како се смее човекот. Како дојде Марко во Last Expedition? Еве, Енко не каже. Марко дојде после она, тој премин на... значи. Да, после тој премин на Мучо во Архангел. Во суштина, јас сум за таа комбинација дека Мучо отиде во Архангел, а он од Архангел дојде кај нас. Бидејќи никој тоа не го знае, он има вежбано со Архангел заедно и беше потаен член на Архангел, но во последен момент они се променија и мислам нивното беше да земат член од Expedition, знаеш, она една... Значи сега број 1, нели? Да, као... Штом дојде во Last Expedition? Не, нивната финта беше као ние можеме од Expedition да земеме еден член, а нашата финта е што земавме подобар басиста него што си имавме и многу сум задоволен. Мојот впечаток е дека, мислам, не според мојата реакција и тоа како јас го гледам од мој аспект, него според кавадаречката публика, бидејќи они свиреле тука, нели? Мојот впечаток е дека они се зезнале. Што свиреле тука или? Не, што го земале Мучо. Они се зезнале. Ај, добро, ќе видиме, не. Мислам, ние у секој случај се поштуваме, мислам, како колеги, со сите членови, мислам, сите членови од двата бенда, али, мислам, сепак, во секој од нас има она субјективно мислење, знаеш. Па да, ако нема поштување, рок-н-ролот е онака малку број во Кавадарци, па кој знае што би било ако нема поштување, нели? Колку толку мора да се има, нели? Во суштина ние сме малце бендови од таа бранша што се вика и сега, мислам, ако не се држиме толку, колку толку да се држиме сами со себе, тогаш не знам што да правиме. Тогаш да им оставиме на сите тие бомбати и кукулелевци, да им оставиме нека работа, што сака. Вака,
се знае, албумот е веќе доста презентиран и во живо и во преку медиумите, нели? Нешто сега ново вака, по-конкретно. Па види, албумот си помина, како што си помина со многу одлични. Можеш да го кажеш тоа е како помина кај македонска телевизија, нели? Да, со одлични критики помина, тоа многу ме радува, кај многу добри критичари, што важат за критичари во Македонија. Можам да го спомнам Оливер Белопета и еден куп луѓе што го слушна, плюс од луѓе непосредно што слушаат музика, не се бават со музика што се вика и не се критичари никакви. Кога разговаравме и во самата припрема на албумот, разговаравме со луѓе како кои песни им се допаѓаат, знаеш. Секогаш имаше некои различни коментари, мислам песни на некој му се свиѓа, му се допаѓа, некои други 2-3 песни на некого така, трети да кажеме. Да. Сепак некој баланс има, нели? Во секој случај, јас сум премногу задоволен бидејќи албумот се продаде во 2000 примероци, во кој не може да се пофалат многу добри, многу популарни што се викаат забавни. Те прекинам малку, значи воопшто од кога постои продукцијата на македонската радио телевизија најдобро продаван рок-н-рол албум. Да, во секој случај сега доштампуваат уште 1000 примероци, сака тоа да пробаат како ќе оди и ако јас мислам дека овој албум ќе се продава во наредните 5-6 години. Да не ги броиме и пиратските снимки, нели? Да, пиратските снимки тоа е сами знаеме како идат процентуално. Марко, од каде и до каде е вклучен сега? Дали спремаш и ти нешто од новиот материјал на тренираш? Не го тренирам. Би рекол тренираш, бидејќи си овака во спортски дрес малку? Го поземи од мене. Ја го поземив од Панча. Вака, не вежбам ја или некој да вежба друг од мен, мислам тоа е целата работа заедно ја правиме. Мислам енергијата се исплувува и после се ствара песна, не работиме на принцип јас да направам песна или он да направи. Мислам идеја нормално дека ти доаѓа нели преку ноќ или ама, или тоа мора да изгледа, мислам сите заедно да внесат енергија во таа песна. Така да мислам дека за третиот албум мислам дека тоа ќе биде нешто невидено како јас што го замишljам и како се одвиваат работите. Само треба да видиме финансиски, мислам сите групи имаат во Македонија имаат проблеми, али ја мислам дека ќе се снајдеме, пошто вака со време се стекнува нели некој реноме. Мислам и сепак објективно заслужуваме некој реноме во Македонија. Па можеби ќе се најдат и финанси, нели? За сето оно што ќе се замисли. Да те прекинам, финансиите, барем што се однесува до мене, моментално што се однесува и до бендот, воопшто не се проблем, бидејќи бендот си има некоја своја тежина, во која би може да уложат и било кој, моментално улагаат, морам да го спомнам нашиот спонзор Macbetel компјутери, кој ќе биде генерален спонзор на наредниот албум. Тие си имаат, што се вика, имаме ние од нив поддршка и имаат поверење во нас, дека наредниот албум самиот бенд си бара некаков излез кон, да кажеме, Европа. Мислам, моментално не очекуваат свирки низ Србија, што се вика. Во Хрватска сме во некој контакт. Така, Словенија не е многу заинтересирана, таму кај нив е некоја техно музика е многу застапена. Интересно е тоа, порано беше подрачје Словенија и Хрватска барем за македонскиот рок-н-рол кај што се представуваше. Пашувајќи од, нели, веќе порнешните Низар, ово, оно. Ама Хрватска стоеше зад Мизар, не е проблем. Али Словенија беше таму ваму, знаеш. Проблемот е што словенците се многу помодари, знаеш. Во последно време техно музика зема голем замав секаде во светот. Се свири многу е лесно, мислам, со еден компјутер со такви работи да се направи музика. Без многу памет, нели? Не треба многу ни знаење, ништо како ово, така да проблемот е што ние ќе гледаме некаде да настапиме на страна со тоа што ќе има многу големи улагања во наредниот албум. Ќе се сниман, не најверојатно, него 100% ќе биде сниман
во студиото на Тоше Попсимонов. Веќе е начално договорено се. Во ноември влегуваме во студио. Од албумот ќе изледат касета и CD. За винил да правиме... Значи CD, нели? Да. Конечно и рок-н-рол CD во Македонија. Конечно, мислам да се замајаваме, да кажеме, со тие касети, со такви работи е многу ниско. Запад се знае што користи, мислам. На некого да му пратиш касета за да го пушти тоа на некој радио е кај нив е многу смешно. Да. И сега со следна околностите ќе гледаме тоа да го направиме многу професионално и да го колку ќе можеме, колку ќе ни помогнат луѓето од Министерство за култура кои се исто така сакаат да влезат во овој бизнис, бидејќи поучени по правилото, поучени по филмот пред дождот, сега малце се така. Отворен е некој пат, Сепак отворија некој пат, што беше, да. Ке сакаат, знаат дека во нас постои квалитет, постои во Архангел квалитет, постои во Санаториум квалитет, постои во такви бендови што се стварно квалитетни, што можат нешто да понудат на запад. И тоа ќе пробаме да го понудиме надвор. Медиски пред се. Се знаеме некаде околу 3 години, така, нели? Се знаеме. И мене, доста сте напреднати напред, сте отидени со воној свирачки дел, да речем. Имав мала можност да ве видам со инсерт од Unplugged, така да го речем условно, нели? Свирката. На што се должи тоа? Дали од многу свирки или од некои други причини? Не е тоа, мислам дека не е од тоа многу свирки, него мислам ние никогаш не сме сакале да ги работите да ги ај сега да направиме да биде тоа бомба, да биде бомба. Важи едно правило за спортисти, например, кој ако се изфорсира спортиста, например, ќе направи еден резултат, понатака никогаш Што вика Шенко? понатака тој резултат спортистот не може да го изфорсиран спортист не може да го повтори. Ние си правиме на некој стадиум да биде тоа полека и да нема застој, се оди напред. Ја мислам дека барем можда сум субјективен, ама јас сепак мислам дека сум многу објективен, мислам дека овој бенд полека чекори напред. И тоа ќе биде, мислам, завршниот удар на Last Expedition се чека со овој нареден албум. Дека ние со овој вториот албум Јас само простор. Да, тоа е само еден обичен простор. Мислам дека одиме со 40% од нашите можности. Наредниот албум мораме да одиме со 100% со нашето искуство што се вика и со нашето знаење и било што мора да се оди 100%. Максимум што се вика. Ева вака би го привршил разговорот. Рок-н-ролот е пред се нели забава, но еве разговорот малку беше сериозен, би рекол јас. Но еве да оставиме се и филозофија и се ваша порака до пред се вашата публика. Од Марко. До нашата публика, ја не знам, мислам, ја не сум имал многу, знаеш, прилика да ја видам публиката, али со тоа што го видов за толку кратко време, мислам, тоа има толку многу луѓе, мене не ми се верува, многу ми е драго. И мислам дека треба да очекуваат и дека нема да ги изневериме во некој случај. Мислам, публиката е пред се нели најбитно. Да. Најбитен фактор во целата музика, не само во рок-н-рол. Енков. Па како што рече, ние со оваа песна на Келијав Дабар отворивме некои нови хоризонти, така. Со наредниот албум ќе треба да отвориме некои нови хоризонти што во секој случај не е проблем за нас. Проблем е за другите бендови за да можат нормално да свират. Да не некој да им се чуди кои се овие лудаци, кои се овие ненормални што свират по гаражи, него ние ќе го направиме тоа нив да ги сматраат нормални луѓе. Тоа е нашето што наредниот албум ќе го направиме. Тоа е 100%, ја ти гарантирам, кога ќе се сретнеме друг пат ќе ми кажеш дека тоа сум ти го рекол. Во очекување на новиот албум, трет поред, желам ова лето многу
свирки и многу успешни свирки пред се, да бидете вие задоволни, а уште повеќе вашата публика. И се надевам до скоро видување, нели? Да. Благодарам многу до телевизија Кавадарци. Поздрав за сите ми Поздрав нејзини до сите кавадарчани. Беа тоа Енко и Марко од Last Expedition.